Македонија освои 8 медали од специјалната олимпијада на летните олимписки игри во Абу Даби. 3 златни медали во пливање, 3 бронзи и сребро во атлетика, второ место во латино танци и бронза во кошарка. Денеска во студијата на Радио МО, во емисијата Гласно, јасно и гласно, имаме дел од кошаркарската екипа, која што не представуваше на специјалната олимпијада, заедно со тренерот и со шефот на делегација. Во студиото на Радио МОВ гостуваат Филип Ангеловски, млад и надежен кошаркар, Горијан Стојковски, негов колега, Елена Зисовска, која што беше шеф на делегацијата, и тренерот на кошаркарскиот тим Радован Петровиќ. Ви благодарам што смогнавте сили и дојдовте во Радио МОВ со оглед на сите активности кои што ги имате изминатиот период откако се вративте во Абу Даби, а тоа беше пред неколку дена само. И она што прво сакам да ве прашам сите е дали очекувавте ваков успех на специјалната олимпијада? Ќе почнеме од тренерот, па потоа со останатите. Да, ако збориме за кошарка, пошто јас ќе зборам за тоа, ќе оставиме на збори за другите спортови, очекувавме дефинитивно. Да. Ние очекувавме, ова беше во најмала рака тоа што можеме да го освоиме. Да, можевме и подобро. Елена? Ги следев подготовките, верував во тимот, знаев колку можеме и мислам дека покажавме тоа што го знаеме. Мислам дека можеме да бидеме задоволни од тоа што го донесовме дома. Овој пат за прв пат имавме најбројна делегација. Колку луѓе се состоеше? 26 члена беше делегацијата, најбројна до сега, значи ова е 5-ти настап на Македонија на светски олимписки игри на специјална олимпијада. Најголемиот број на членови се должеше на претходните успеси, значи така се добива квотата. И освоивме доста медали, така да. Какво беше чувството, Филип, кога ви кажа имаме бронза? Кога ја добивте бронзата? Ја мислам бронза ја нека Колку беше среќен? многу бев добар, многу слушав, многу го слушав тренерот и бев среќен на кога бев на теренот, бараше да играм, да не искочувам надвор и мислам тоа ќе биде. Да, тоа веројатно беше една од работите што беа пресудни за успех. Горијан, што ќе додадеш за ова? Па да ти кажам, добро беше играњето, имавме тешки утакмици, многу беа јаки Индонезија, игравме со нив, не можеш да ги поменеш тие дека играат многу пресинг и тоа многу даваа кошеви, а ние бевме со партнерите што игра Филип и Пепо, они поше дава, има поше скокови, а ние поше децава што бевме, што игравме терен, моравме да им даваме пасови, некои што утрчување или шут. Тие се. А отидовте со намера дека ќе се вратиме со медала? Па да ти кажам, се боревме за прво место со Индонезија, ама не скапа. Затоа. Не скапа баш сега. 40-22 заврши. Не заврши така. Не скапа сега. Задоволни сте од тоа како изигра? Па да. Супер изигра. Се имавме и слаби денови, и јаки денови, али у принцип се залагаат цело време и Горијан и Филип е тука, пошто се они двајца овде. Све што ти им кажа тренерите слушаа, беа спремни да помогнат колку можат, секој на свој начин, така да јас сум задоволен од нив. Како ги мотивиравте атлетите? Луѓето кои што биле дел од овие олимпијади велат дека темпото е многу напорно, дека имам голем стрес. Од друга страна, дел од луѓето кои што отидоа со вас како надпреварувачи за прв пат остануваат надвор од дома сами во друга држава, цели 2 седмици. Како се понесовте вие како шеф на делегација со сите овие предизвици? Да, за кошаркарската екипа не беше некој голем предизвик, бидејќи не беше, за голем дел од нив не беше прв пат. Тренерите беа искусни, на минатите олимписки игри во Лос Анџелес и самите беа Unified партнери, ќе збориме и за тоа покасно. Мислам дека многу добро ја носеа нивната одговорност. Имавме нови членови во делегацијата
луѓе без попреченост кои што стварно допринесоа за духот да се одржи во тимот. Инаку бевме поделени, делегацијата беше на два дела, во Абу Даби бевме атлетиката и пливањето, а во Дубај кошарката. Така што беше за мене малку предизвик да се следат сите тимови. Со пливањето и со атлетиката имавме доста предизвици, бидејќи за голем дел од нив беше прв пат да бидат надвор од дома. Меѓутоа, можам со задоволство да кажам дека успеавме да придонесеме за нивната самостојност, да ги мотивираме да секојдневно да се грижат за самите себе. Имаше голема возбуда околу надпреварите. Тоа беше навистина тешко да се држи под контрола. Имаше плачки, имаше смеа, имаше поголеми и помали медали за кои што имаше незадоволство. Ама на крајот на денот и сега кога гледам како сето тоа се заврши, како се вративме променати во позитивна смисла, навистина среќна и задоволна. Како кошаркарскиот тренер ги мотивираше своите играчи? Ние бевме повеќе тренери, бевме уште двајца со мене, Дејан и Ана, и имавме четворица партнери, исто така, две девојки и двајца дечки, и ние правевме меѓу на слободните денови, одевме шетавме. Така го. Да. Раскажи им кај бевме све да шетаме. Па бевме мислам дека центарот на градот, кај што беа најголемите згради, па бевме у хотел, кај што имаше базени, па таму ручекот беше добар, доручекот. Џамијата беше преголема. Па бевме на кај што имаше огномет. И така. Во принцип, одевме меѓу утакмиците, игравме ни со други, имавме на просторија кај што можевме да организираме разноразни игри. Организиравме пантомими, асоциации, што сме не игравме. Игравме една со погаѓање животни. Погаѓање животни, така натака. Географија. Да, све тоа погаѓавме и плюс одевме на базен. Горе на врвот на хотелот имаше еден базен кој што беше дозволен за сите нас да одиме, нели? И да се качиме горе и да пливаме. Така да, дури не се разболувавме, одевме да пливаме. Така, Филип? Дека Филип пливаше? Не. Зошто? Не пливав, не знам да пливам. Веројатно тоа е работа што ќе треба да ја средите со екипата по пливање во специјалната олимпијада. Еднаш на базен, Радовани и овој, мислам на... Како беше името? Дејан. Колегата? Мислам Радовани Мартин. На базенот, кога се наготав веќе вода, не знам да пливам. Се реши за кошарка. Многу сакам да играм кошарка. А мене ми спомена еден интересен момент со некои фрижидери за Кока-кола што се наоѓале секаде. Да. Имаше да кажам, на секој фрижидер горе кај што имаше за Нескафиња прајње. И секој адо кај што ќе идеме си собираше по 10 Кока-коли у фрижидер. Кај тај фрижидер имаше све такви. Тоа е една од привилегиите се биде далеко од дома. Така, да се прават работите кои што веројатно дома со... Не се баш така. Не се прават. Дозволени. Елена, како течеа подготовките? Дали имавте услови за добри тренинзи и колку државата генерално овде ви овозможи такви услови пред да заминете на преварите? Значи, станува збор за граѓанска организација, специјална олимпијада, која што комплетно се финансира од донации. Можам да кажам дека имавме подршка од Борис Трајковски спортскиот центар, бидејќи ни ги овозможи сите услови за тренинг бесплатно, базените и салите, значи имавме каде да тренираме и да постигнеме доволно во тренажниот процес за да можеме резултатите да ги дадеме таму. Инаку, да, благодарение на компаниите кои што се општествено одговорни, успеавме ова сето да го направиме. Така, на кој начин се финансиравте практично? Верувам дека начинот на кој што се добиваат местата зависи од претходните успеси на специјалната олимпијада, меѓутоа претпоставувам патот е нешто што сами треба да го обезбедите. Сместувањето?
Така, значи ние добиваме квота од специјална олимпијада генералната организација. Добивме за 26 члена, меѓутоа тие ги покриваат сите трошоци што се однесуваат на игрите, сместувањето и целите игри таму, меѓутоа ние успеавме да се обезбедиме за опремата и за патот од тука од компании кои што донираа. А како се случи Радован да стане тренер на еден ваков невообичаен спортски тим? Па, ја прво играв, како што каже Елена, во летните игри во Лос Анџелес во 2015, ја бев партнер. Тоа беше првата македонска Unified екипа кошарка и јас со главниот тренер кој што беше сега, ја и он бевме партнери, беше уште еден дечко кој што сега не дојде, така да ја и он бевме, пошто ги познаваме дечкиве се мање више, освен Филип, сите други се исти, Горијан беше исто во Лос Анџелес и цела друга петорка, само Филип е нов оваа година, така да ние ги знаевме, игравме со нив и мислам дека беше добра ствар да пробаме да бидеме тренери, пошто ги познаваме доста добро и знаеме колку им се можностите, колку и како да работиме со нив. А колку често трениравте? Трениравме, обично има тренинг кошарка, има еднаш неделно, збориме преку цела година. Така? Тоа е, на тој тренинг не се само репрезентативците, но тренира било кој сака од другиве деца. А ние, како се вика, пред да тргнеме за Абу Даби, 8 недели негде, мислам дека така беше процесот, кај што имавме посебни тренинзи плюс со нив, значи уште 2 тренинга имавме плюс од тоа. А како Горијан и Филип станаат дел од овој тим? Горијан? Ти веќе долго време си очигледно дел од кошаркарскиот тим. Да. Ја од мали нозе дека го гледав Джордан на касети и од него научив некои, па гледав како и ти изиграш убаво на терен. И кога прв пат се запозна со Радован, со тренерот предходно? Од 2015 се запознавме, заедно трениравме у специјална олимпијада, трениравме, не спрема добро, патувањето беше предобро, беше до Лос Анџелес, беше градот перфектен. Влеговме у Д лигата, влеговме во кај што се прстените, Јани Дугарот сна на Коби местото. И така. А Филип, како ти стана дел од овој тим? Од тим станав добар кошакар, освоив златен медал и почнам да тренирам, почнам да шутирам тројки и тоа. Строг тренер е Радован? Не. Бара многу? Радован е добар, а Деко е добар тренер, Радован е најдобар. Сега дека Деко не е тука, па јас сум најдобар. Деко е другиот тренер, се поставувам. Он ти е одличен добар, многу го сакам и го почитувам. И Радован е добар и е добар и дуга е любезен. Добро. Убаво е вака да слушнете позитивни критики од луѓето кои што ги тренирате, предпоставувам. Да, ние имавме и таму супер однос, така да тоа не е ништо ново. Така. А има ли разлика помеѓу игрите во Абу Даби и во Лос Анџелес? Кои ти се допаднаа повеќе? Во Абу Даби да ти кажам, игравме таму поише на утрчувањето, дека таму играа што игравме со тие со Индонезија, тие чуваа многу, играа пресинг, и ке не можеш ке нив да поминеш и тие ке отидат у контра, ке не дадат по 10 поена. А ние не може да ги стигнеме тие што играме. Така, значи беше поприлично напорно. Да ти кажам, многу беше тешко. Имаше, па игравме 2 утакмици, игравме првата со Индонезија, така? Првиот ден игравме за недивизионираат, изигравме 7 утакмици еден ден, ама тие се пократки. И Добро. после тоа игравме 2, па една, и после по една беше. Игравме 2 утакмици, една на дивизија игравме со Индонезија, а игравме у полуфинале со Индонезија, така? Ах, таа Индонезија, Два каков пати проблем би игравме. направила. Не може да ги заборави. Да. Тој со Голем репчето. впечаток. Да, тој се репчето. Овој Адо што го чуваше. Тој се репчето, знам. Така. Илена, беше ли тешко да се убедат дел од родителите да ги пуштат своите деца во Абу Даби? Прашувам бидејќи дел од луѓето за прв пат отидоа, значи сами. За прв пат имавме и тим од Тетово, чинам дека тоа беше атлетскиот тим, што е исто така една новина. Колку беше тешко да се направи овој дел, ако си има во предвид дека родителите често пати знаат и да ги презаштитуваат своите деца? Да.
родителите знаат да бидат заштитнички настроени, меѓутоа специјална олимпијада е реномирана организација со големо искуство. Од 2004 година постои во Македонија. Организира настани преку целата година спортски за луѓе со интелектуална попреченост. Исто така, како што кажав, многу пати има настапувано и има големи успеси постигнато на надпреварување надвор од Македонија. Со тоа што врз основа на тоа можам да кажам дека родителите имаат потполна доверба во тренерите и во раководството и немаме проблем да ги убедиме и да ги пуштате децата на вакви надпреварувања. И ето, гледате дека и самите гледате какво влијание има тоа кај самите деца. Филип, имаше ти проблем да те пуштат да одиш во Абу Даби? Па, ме пуштија да одам, да освојам за прво место, сакав да играм, за прво место да играм со и мислам на Сепак беше... и то, како беше зборот? За Индонезија, повторно да не Индонезија. ја споменеш и ти. Ах, таа Индонезија. Игравме и со многу други. Сакав да ги распурам, беа добри и беа успешни, се бора за топката. Тоа мислам да. Да. Ова е нешто што ќе го паметиш целиот твој живот, верувам. Да. Инаку на наше големо задоволство за прв пат имавме екипа од Тетово, значи со албанска националност, заедно со нас на игрите и можам да кажам дека особено за тој дел од Македонија за прв пат имаат прилика да искусат вакво надпреварување и е еден голем чекор напред. Можам да кажам дека тие се сега супер звезди во Тетово, во сите медиуми се појавуваат и ми е многу драго заради нивниот успех, бидејќи свеста таму навистина се покренува со вакви успеси во спортот. Живееме во општество во кое што факт е дека се уште овие деца знаат да бидат и маргинализирани, постојат еден куп стереотипи, предрасуди. Какво влијание има спортот, значи, врз овие луѓе? Што е оно што, еве, вие, Радован, како тренер го гледате, после овие специјални олимпијади, после онаа дружба што ја има во клубовите меѓу нив? Па еве Филип, например, Филип доаѓа прв пат со нас оваа година, Горијан беше и претходно, така да знаевме како е, али Филип дојде прв пат, мислам дека не се раздвел претходно од мајка ти, така? Предходно не си се раздвел од мајка ти пред Абу Даби. Не сум. Значи, ова му беше прв пат да се раздвои, беше со нас колку бевме, 15-16 дена колку беше тоа све на све со сепат. И дали имаше некој проблем ти дур беше таму, дали не слушаше, кажи како се... Да, слушав, играв и што ќе ми кажат, кога треба да излезам, Кога треба да си легнеш. не, кога да лезам во теренот, да одиграм, како што беше и во ми беше за Абу Даби. Филип беше најпозитивно изненадување, бидејќи навистина се однесуваше сосема како што очекувавме и дури ги надмина нашите очекувања. Така? Да, дека. Ме интересира и Елена и Радован, колку институциите ја препознаваат важноста на спортот, значи кога станува збор за интеграција, за инклузија, за искористување на капацитети, и од кого добивте најмногу помош? Како што кажав, помошта дојде од големи компании. Ние постојано потенцираме за важноста на спортот во животите на луѓето со попреченост, бидејќи спортот има мог да влијае позитивно не само на психофизичкото здравје, туку и на социјалниот статус на овие луѓе. Значи, откако ќе докажат дека се способни да постигнат вакви успеси, потоа јавноста поинако ги гледа и мислам дека ги отвара вратите за прифаќање во различни сфери на живењето. А од вашето искуство, колку реално е застапен спортот? Зборувам и во редовното образование, и во училиштата. Доколку имате информации. Значи, како и за сите други граѓани на Македонија, мислам дека
е запоставен спортот. Така, генерално дека треба многу повеќе, верувам. Сега и Филип и Горијан се славни поради нели успехот кој што го имаа со специјалната олимпијада, меѓутоа надвор од кошарката сите и едниот и другиот си имаат своји животи. Филип, што е она што го правиш ти во моментов? Јас правам кога ми е јас сум добар, многу слушам моите туку ми мајка ми Ама и работиш. и работам секако и јас многу работам, почнам да готвам во кујна леков. Кој ти е омилено јадење што го правиш? И јас многу сакам паланчинки да јадам. А да правиш? Правам, ќе се научам да правам, така ми правеше и јас го гледав и држав чинета со чинките и тоа. А како се случи да бидеш дел од Амбрела? Значи Од Амбрела Амбрела е еден ресторан во кој што работиш како келнерчина? Јас како конобар работам за плата и многу ми даваат бакшиш кога треба. Бакшиш и Тешко е? не е тешко кога треба. Кога кога седна на маса, јас не мислам дека многу беа послужени како што беше ги послужив и беа послужени, добив бакшиш. Тоа. Така, верувам дека си одличен работник. А што е она па што Горијан го прави во слободното време? Во времето кога не игра кошарка? Па на компјутерот ти кажам, со моите дома си седиме, ќе гледаме некој филм, ќе направиме дома скара и така. Така, во однос на твоето образование веќе е завршено формално? Па да ти кажам, ја идев 2 години у школу, ама ми збрка заради што не идев, имав проблем со коленото и таа директорката зошто вика не дојде да си ги земеш дипломата, оценките, ја не отидов и затоа дека не им зборев на професорите и затоа. Има уште една работа. Што се случува со твојот зглоб? Значи имаше проблеми на оваа специјална олимпијада? Па да ти кажам, ми се шина таму на доскок, дидам да истрчам и му згазнав на негова нога и ми се свитка. И од тоа што се ти боки, му викам на тренерот, извади ме. И овие ми вика, не те боли, ќе ти помине. И од месец и пол кога отидов дома, ми отече зглобот. Радован, имаш нешто да додадеш Да. за ова? Ни рече да го извадивме надвор и дојдоа доктори, не дојдоа јапанци доктори да ти го средуваат зглобот. Да, ама вие ме теровте да влегувам со Теравме да влезе со зглобот, пошто тоа беше полуфинал и му рековме има да се вратиш да играш. Второ полувреме ти дававме полувреме луфта лед да ти држат на ногата и после те вративме, така? Да. Така. И те болеше многу кога се врати? Да. Ајде. Живи се, Раша, живи се. Дома. Добре. Значи го дадовме максимумот си. Го дадовме максимум, да. Ама и Горијан верувам дека се покажал онака како што треба. Па да, он ни требаше, он е најдобар играч на нас и свиткан зглоб, не свиткан зглоб, мора да се Мора да врати. игра. Ама тројка беше Радов за 7-0 со... Ето. Ќе даеш ли таа тројка го седеше на клуб? Не. Ја дадов со Букир Фасо. Буркина Фасо, да. Со нив водевме пауни, не можа дека тие беа слаби и ја пукање тројки, бегање шпринт назад. И таа една што дојде со таа беше така. Така, таа беше. Се гледа дека имало доста забавни моменти. Уште Добро. некоја ваква слична случка да споделите? Филип нека раскаже кој излагаше од терен. Јас излегов, он ти беше, јас грешив, требаше да играм, ама јас не го послушав декој го послушав и рад, мислам на Техничката. техничката јас грешив, сакав да влезам, ама оди седев на клупа, оди не знам да играм. Мислам дека тренерот пак ќе сака нешто да додаде, а? Не знам, Не е дека не знае да игра, него нека
да сакаше да се излезе од терен него кој ќе му текне. Сакаше да одлучи така да излезе од терен и тоа зборевме дека не може кога сака да излезе пошто тоа нели ќе не казна техничка ќе добиеме за тоа, али тоа се деси само на една утакмица. После тоа више Пак Филип не игра? слушаше, да, и не излагаше више од терен Кога така. ќе не излегував, еднаш сгрешив што излегов теренот, надвор од теренот, ама ја направив техничка направив и ќе нема да се повтори, нема да се деси. Го слушам мојот тенер го слушам, И нема више и излага. веќе нема да излегувам, како што ќе ми кажат, ќе треба да слушам. Веројатно на секој од нас не се случило некогаш и да сгрешиме нешто. За разлика, Елена, од параолимписките игри, специјалната олимпијада има поинаков концепт, па е прескок на тоној дел со квалификации. Како се одлучува кој ќе отиде на специјалната олимпијада на летните олимписки игри? Така, како што кажавте, за разлика од редовните олимписки игри и параолимписките игри, каде што се потребни да се исполнат норми за да може еден да се квалификува, овдека во специјална олимпијада се дава шанса на многу повеќе луѓе да учествуваат. Целата идеја е дека луѓето со попричиност се надпреваруваат со луѓе со слични способности на нивните. И генерално ние од тука според нашите надпреварувања во текот на годината што ги организираме, националните првенства, одлучуваме и според квотата што ја добиваме, одлучуваме кој ќе оди на светските олимписки игри. Следните светски се за 4 години во Берлин, чинам. А Да, дали во овој Германија. успех ќе ни обезбеди, споменавме, повеќе учесници? Да, верувам дека ќе имаме, тоа ќе го да знаеме наскоро и Да кога се аплицира? тоа ќе биде за 2 години од сега. Така, значи Да. имаме време, меѓутоа имаме време, предпоставувам, и за спремање, бидејќи подготовките треба да траат цело време. Подготовките се 4 години, така е, тоа е представува еден олимписки циклус, исто како и за редовните олимписки игри. Така. А Радован, дали и понатаму останувате тренер на кошаркарскиот тим и дали дочекуваме злато во Берлин? Па ќе видиме, не знам, тоа не одлучувам јас дали останувам или не. Јас би сакал секако и со другите двајца со кои што работевме, и Дејан и Ана, секако од тој аспект доколку сакаат да останеме, ние ќе останеме, така да. А злато, стално одиме на злато. Ева и Горијан нека каже. Така. Ние не идеме, тоа што се деси сега е друго, иначе нас злато не е кажам, прва цел. Кога игравме у Абу Даби, игравме со Пакистан и тие партнерите даваа повеќе поени и добија техничка. И ми караш, ај стои си на слободно и не мрде. И јас си стојам мирно, си е погодив и ајде назад. Горијан шутира слободно и феноменално. Не може да промаши. Горијан, колку често сега вежбаш кошарка и дали планираш да бидеш дел и од берлинскиот тим? Па да ти кажам, маце, сакам да се одморам, нека они нека патуват, ја да се одморам, маце, дека доста ми е шетање. Сакам, маце, да се работам со кошарка, мало да си играм и така. Често ја играте во мала? Па да ти кажам, се дружиме, има другари што ги знам и така. Така. Дали Филип игра кошарка во мало? Јас почнав да играм кошарка, од мал почнав и не промашивам отројките и ги давав поред. Сакав да бидам како Гечевски, да продолжам да играм и да ми беше добро. Така. А дали планираш да бидеш дел и од тимот во Берлин што ќе иде за 4 Во години на Берлин. новите игри? Во игрите, јас сакам да мислам да одам за Берово, кога имам мои дедо и баба, Така? да ги поздравам, тие се моите. Па после ќе видиме. Па после. Така, според ова што го гледам, ако Горијан решава малку да се одмори од читање, мислам дека Филип токму сега ќе сака малку да зачести со шетањата. Бидејќи Абу Даби беше убаво искуство. Беше убаво, си поминав добро, уживав кога патував со автобус и од авион. Бев малце настигнат, ама добар сум сега и сум супер одличен, одморен. Бев малце изморен и тоа
Крајаве дома. Така, одлично. Пред крајот на денешната емисија Јасно и гласно, за крај еден коментар од шефот на делегација и од тренерот. Што научивте вие од оваа специјална олимпијада? Прво јас или прво? Ке се договорите? Да размислиш ти. Па ништо, научивме дека спортот е една од најдобрите ствари за инклузија и за спојување на луѓе, како со или без попреченост, така и едни со други. Пошто и на тоа треба да рачунаме, нели, едни со други како ќе се снајдеме, дали ќе се разбереме и така натака, и мислам дека спортот е една од најубавите начини да го споиме тоа. Елена? Големи се импресиите, ова беа најинклузивните игри до сега. Можам да кажам дека значењето на игрите во нашиот живот е големо, значи ќе остана за секогаш овие спомени и кога еднаш ќе влезете во целата приказна, сам дека тешко ќе ја напуштите. Така да се гледаме и во иднина и понатака ветуваме нови успеси. Ве благодарам што одвоите време што бевте дел од Јасно и гласно во студиото на Радио МОВ. Ви благодарам и на вас што не гледавте и што останавте со нас до крајот на емисијата. Останете понатаму со Радио МОВ, следете не на нашиот сајт, на Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Mixcloud и се гледаме повторно во следното Јасно и гласно.